Prv del velit svedošto na la ilaha illallah. Veli znaj Allah da ti se smilува. Zašto го почвит шейхот така? Знай Allah да ти се смилува. И многу од учењаците така ги почват нивните книги. Затоа што ова реченица е реченица на молитва. Реченица на молитва. Значи се молит Allah subhanahu wa ta'ala да ти се смилува. Затоа што милоста е пред знаењето. Милоста е пред знаењето. Затоа го почват учењаците така, ги почват книгите. Ар-рахмету муқаддаматун ала ал-илм. Рахметот, милоста е пред знаењето. И ова со доказ. Со курански ајети. Allah subhanahu wa ta'ala вели во сура Ар-Рахман, Ар-Рахман аллама ал-Qur'an. Се милостивиот го почвит со името негово Ар-Рахман. Аллама ал-Qur'an. Му го научи Куран. После му го даде знање. Го почна со рахметот, со милоста. Така? После имаме овде други ајети што ги имат спомнето. Шејхот ово да го чуват. Allah subhanahu wa ta'ala велит во еден ајет друг велит: Раббана васи'та кулла шејин рахметан ва илма. Allah subhanahu wa ta'ala велит за верниците како кажуват: Раббана, наш Господару наш, имаш покриено све. Све имаш покриено со твојата милост и знаење. Прво милоста, после знаењето. Му кажано често дека знаењето без ахлак, без милоста немат вредност кај луѓето. Нема да ти се прифатит никогаш. Која? Раббана ва сура Гафир, 7 ајет. Ар-Рахман аллама ал-Qur'an. Овој први ајет и втори ајет на сура Рахман. Значи, والأصل في التعليم أن يكون بالرفق واللين واللطف. Темелот за знаењето или во знаењето е да биде со милост, да бидиш мек, пренесвиш знаењето кај некој друг. Или кога повикуваш некој народ, треба да бидеш мек и да имаш милост према ними. Зашто? Ако Allah subhanahu wa ta'ala те има научено тебе нешто, тебе не научено нешто, ти има дајно некој благодат, со овој благодат ти треба да бидеш милостив према другиве. Не треба да бидеш оштар. Зашто ако бидеш оштар, никој нема да прифати. Allah subhanahu wa ta'ala на тој што рече: Ма алимту лакум мин илахин гайри. Фираун, го познавате Фираун? Фираун што рече? Тој велеше: не знам за вас друг господар што треба да се обожават освен мене. И Allah subhanahu wa ta'ala му рече на Муса алейхиссалам и на Харун: Идхаба ила фирауна иннаху тага факула лаху қаулан леййинан лааллаху јатадаккару ау јахша. Одите кај Фираун. Зашто тој ги имат поминато сите граници. Веќе имат претерано. Allah не му рече: ојте кај него и почне да му викате. Да му речете: о, Фираун, шо правиш? Знаеш ти кој си? Ти си најлошиот човек. Шо постоиш на светот? Тебе Allah ќе те казни, ќе влегнеш џехеннем. Не му рекол така. Allah му рече: факула лаху қаулан леййинан. Мадам што Allah сакаше да го казни него. Имаше одлучено дека овој ќе биде зав џехенем. И пак му рече: ојте кај него и речете му него што? Меки зборови, со меки зборови повикајте го. Фираун.
Ќе биде Allah имаше пишано, запишано за него дека овој ќе биде џенемлија, овој нема за него, овој нема да веруваат. И пак му рече на Муса и на Харун, ојте кај него и со меки зборови повикајте го. Со меки зборови. Зато мекоста или рахметот, милоста е пред знаењето. И нема да ти е во корист знаењето, ако немаш милост. Дознавај, вели нашиот шеф, Ахмед ибн Хафиз аш-Шинкити, вели дознавај дека луѓето немат никогаш да прифатат од тебе, освен со милост. Освен со милост. Вели посланикот саллаллаху алейхи ве селем, не влегвит милоста, мекоста, негде во некое место, освен то го олепшит. Го олепшит. Му стави декорација. А не влегвит, вели, тврдоста негде или оштро нешто, освен го прави то грдо. Да не се гледа туго. Добро, за Аллах му кажав ја. Ти за Аллах му кажа, ама на неубав начин. Ти му кажа за Аллах на тој начин што Аллах не сака така да го кажеш. Значи по таков начин ти ги оддалечиш луѓето, наместо да ги доближиш луѓето во вера. Ова е зашто вели шејхот, елем рахимакаллах.